Солиден интерес предизвика стручното предавање за рано откривање и начинот на третман на проблемите со простатата кај мажите, што се одржа во Кочани. Организатори беа Сдруженијето за борба против сите видови рак Борка за секој нов ден од Скопје, како и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите од Кочани. Едукативното предавање за ракот на простата е во рамки на одбележувањето на ноември, месецот на машкото здравје. Тебе ја продолжуваме нашата мисија, караванот, кој што е токму посветен на едукација за различни видови на карцином, исто така кој што е поддржано и од Министерството за здравство. Овој пат доаѓаме во Кочани за промоција и подигнување на свесноста за машкото здравје и со посебен акцент на карциномот на простата. Тоа е еден од првите причинители, да кажем, кај мажите, кој што се појавува, и заради тоа, мислам, и Македонија исто така ги следи тие статистики, се повеќе и повеќе мажи заболуваат од ова заболување и токму заради тоа сметавме дека е потребно да се едуцираат граѓаните, да се подигне свесноста, да знаат кои се симптомите, на кој начин се прават прегледите и едноставно да не ги заборавиме мажите, нели? Бидејќи многу често жени ни доаѓаат повеќе и правиме, да кажем, едукативни трибини и секакви активности, меѓутоа да не ги забораваме и мажите. За ракот на простата говореа специјалистките по онкологија доктор Мери Пешевска и по радиологија доктор Драгана Могилевска-Груевска. Ракот, па и сите болести, ако на време се откријат, се излечливи болести, затоа секој треба да си води грижа за своето здравје. Значи, редовните прегледи, контроли се неизбежни, затоа што медицината во денешно време е доста напредна и ако се на време открие, со сигурност има и излечување. Не можам да кажам дека некој виден пораст има, сепак, значи, полека, што е најбитно, меѓу населението се развива свеста за превенцијата, за, значи, редовните контроли, за прегледите, значи, што е моментално, значи, јас сум доста и, да речем, захвална за тоа и така треба и да остане меѓу, значи, популацијата машка. Скрининг прегледи се прават кај мажи кои што немаат никакви симптоми, што се здрави мажи. Обично 50-та година е таа што треба да почнат да прават ПСА, тумор простата специфичен антиген маркер. Тоа е многу важен да се направи и редовно да се контролира. И исто така дигиторектален преглед или ректално туше. На тој начин се прави овој скрининг преглед да се види дали мажите имаат или немаат некаков проблем. И доколку имаат да се открие на време, како што кажа колешката, и со тоа и лекувањето е полесно и поедноставно. Предавањето за ракот на простата по повод ноември, месецот на машкото здравје, е само дел од активностите на огранокот на Сдруженијето Борка во Кочани, како и на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Слични предавања и трибини се најавуваат и за наредниот период.